Добро вечер и благослов Божи се разбира да сите слушатели кои што оваа вечер ќе слушат емисијата насловена како Глас на вистината. Навистина му благодарам на Господ што тој ја покажува неговата милост над нас, што можеме да бидеме здрави и живи, што можат да бидат нашите семејства здрави и живи. Така да за тоа да му сме благодарни на Господ најмногу. Почитувани, како што знаете дека неколку серија предавања веќе имаме за всушност Христовото воскресение. Како што најавив и кажав уште претходните емисии дека всушност зборуваме за една многу клучна тема во кој што е изградено целото христијанство. И затоа се надевам дека сите овие серија предавања, како на Христовото раѓање, така на Христовото воскресение, кои се дел од сите тие 5 етапи кои што го опишуваат животот на Христос, верувам дека донесува повеќе благослов и знаење за оно што нели се случуваше пред 2000 години, а тоа е за воскресението на Христа, нашиот Господ Исус Христос, врз кој што апостол Павле вели, па дури и другите апостоли, па дури целото писмо зборува дека е изградено христијанството. Всушност е изградена нашата вера врз тоа воскресение. Библијата пишува дека тој е жив и дека ги има клучовите на адо и смрт. Така да и ова вечер ќе зборуваме за Христовото воскресение. Која е смислата на Великден или која е смислата на тој голем ден? Зошто Великден е голем ден или Великден? Кој е вистинското значење на Великден? Каде можеме да дознаеме или да дознаеме вистината за овој толку голем значаен настан? Ако го прашаме народот или луѓето во врска со ова, ќе дознаеме дека пред Великден треба да се врсуваат куќите, да се сперат алиштата, постелнината и да се вапцаат јајца или некои одредени други слични работи. Но Библијата е веродостојниот извор на информации и можеме да одговориме на многу прашања, вклучително за Великден. Сите 4 евангелија кои се дел од Новиот Завет, од различни агли го опишуваат или ги опишуваат настаните пред и за време на големиот ден или Великден. Во петокот пред Великден Господ Исус Христос доброволно се предаде себе си да биде распнат и убен, за да може или за да можеме ние да се здобиеме со вечен живот и спасение кое што Бог ни го нуди, се разбира преку Исус Христос. Во Евангелието според Јован, 19-то поглавие ни опишано или ни се опишуваат страдањата на Господ Исус Христос, неговото распнување на крстот на Голгота, каде што умре и беше погребан, и се разбира, Библијата ни открива и дека на третиот ден тој воскресна. Самото воскресение на Исус Христос ни ги прости гревовите или ни овозможи на сите луѓе да ни видат и чистени гревовите преку неговата, се разбира, Библијата вели, света крв. Понатаму беше овозможено не само да ни бидат простени и очистени гревовите, туку ни беше овозможено да имаме живот вечен. Секој што се кае или секој што ќе поверува, му се дава можност и секако сигурност во спасението кој го нуди Бог преку Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. И сега оние, најважно, кои се здобиваат со мир, спасение и прошка од Бога, се благословени и вела:
или се вели во Библијата, ги исповедаат своите гревови, за да можат да најдеат мир. Признај го лично пред Бог дека сакаш да бидеш ослободен од казната на гревот. Исповедај ги или исповедај му ги на Бог сите твои гревови, за да тој ти прости и те измери, се разбира, со него. Поверувај со своето срце дека Бог Исус го воскресна, се разбира, од гробот. Прими го Исус во своето срце со вера, за да се здобиеш со спасение, се разбира, за една многу клучна работа, а тоа е твојата и мојата душа. Доказот дека имаме нов живот во Христа е мирот што го поседуваме во нашето срце, кој ќе те воведи во длабоката вера или во длабоката твоја вера. Дури сега започнува твојот, се разбира, е мојот вистински живот со Господ Бог, кој го твори небото и земјата, кој никој не може да не го одземи. Се разбира, кога ќе го читаме Евангелието на Матеј, 11 глава, всушност, ќе можеме да отвориме заедно во Евангелието на Матеј, 11 глава, и ќе видиме што Господ Исус таму, се разбира, не зборува преку Неговото Слово Божјо, како што реков, кој што е полно со информации, кој дава одговори на сите наши прашања, всушност па дури на ова клучно прашање. Еве што таму ни е запишено, Евангелие на Матеј, 11 глава. Се вели вака. Всушност, овде зборува Господ Исус Христос. Дојдете кај мене сите изморени и обременети, и јас ќе го успокојам. Земете го мојот терем на себе се и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете спокојство или мир за душите ваши, зашто јаремот мој е благ и бремето моје е лесно. Потоа, доказот дека имаш нов живот во Христа е мирот што го поседуваш во твоето срце, кој те воведува во длабока тишина, се разбира, со Бог. И тоа ништо никој не може да ти го одземи, затоа што Бог ти го дава, се разбира, бесплатно. Откако поверувавте, станавте запечатени со Светиот Дух на ветувањето, кој е залог на нашето, се разбира, наследство. Следните цитати од Библијата можат да ни го потврдат верувањето, се разбира, во нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Зашто Бог толку го засака светот, или всушност луѓето, што го даде својот единен роден син, да секој што верува во него не да погине, но да има живот вечен. Потоа Библијата вели: видовте каква љубов ни дал таткото, да се наречеме деца Божи. А всушност и тоа сме. А сега во Исуса Христа, вие кои некогаш бевте далеку, станавте близко преку Христовата крв, зашто тој, се разбира, е нашиот мир. Апостолот Јован пишува: Исус воскресна од мртвите рано, во неделата наутро, однесувајќи, се разбира, надеж за сите нас, или всушност за сите луѓе. Со воскресението ние започнуваме, се разбира, една нова страница и нов живот во нашиот живот. Доколку ти треба нов почеток, Господ уште и денес те чека, се разбира, со расширени раце. За да го примиш Исус со своето срце, помоли му се на Бог со своите собствени зборови, за да ја дознеш вистината и, се разбира, вистинската смисла на Великден или тој голем ден, кој што често пати годишно се потсеќаме
на тој голем ден, велик ден, Христос воскресна, се разбира, од мртвите. Но пораката на Евангелието е ова. Бог има намера и тој сака, покрај тоа што Бог не сака, не љуби и го даде својот единен роден син. Тој сака да воскресне во твојот живот, да ти даде мир и благослов. Оваа вечер, ако се уште не си го направил тоа, сега имаш можност да го направи сето тоа. Затоа ве препуштам со оваа порака, оваа вечер, имате една таква можност, а утре се разбира може да биде и тоа како доцна. Господ нека ве благослови. Се разбира, тој нека биде со сите нас, се разбира до наредната недела, до емисијата насловена како глас на вистината. Пријатна вечер во името на Господа и се слушаме до наредната емисија. Пријатно.